Добро вечер. Македонската фудбалска јавност се уште е под импресиите од големата победа над Хрватска во квалификациите за идното европско првенство. Триумфалното ехо од градскиот Скопје ќе одекнува уште долго време. Конечно го имаме скалпот на едно од 10 најдобри селекции на FIFA ранг листата. Беззначаен во однос на нашиот конечен пласман во овие квалификации, но импресивен според начинот и условите во кои е остварен. Без Пандев, со речиси истите сили, стартните 11 на Катанец како да беа сосема нови. Одиграа две полувремиња во висок ритам, беа индивидуално физички рамноправни со хрватите, колективно компактни и тактички максимално прилагодливи кон поставената стратегија. Болната точка, средниот ред, тркачки надмакен, тимски компатибилен и пред се борбени со брзи решенија. Одбраната цврста, стабилна, адаптибилна на тешкиот терен, пон со опасности особено во 16-етникот. Шпицот на нападот остар со безпрекорна реализација. Полно е срцето на нашиот селектор кој ја имаше физиономијата и потребната мотивација без оглед на квалитетот на противникот. Сигурно да е пуно, како не е, пошто нам се вратило... Сигурно дека срцето ми е полно, а како и нема кога ни се вратија многу нешто што ни побегнаа досега во квалификациите, особено овде. Пуно утакмица сме требали добит. Требаше да добиеме повеќе надпревари. Против Естонија сигурно, а може би и уште некој. Но овде ни се врати тоа што го пропуштивме. За момцима треба да е пуно срце, така да... Срцето треба да им биде полно и на момците, треба да бидат горди на тоа како одиграа и како се бореа, особено со оглед на тоа што се случуваше пред мечот, колку беа ценети и колку беа вреднувани. Така што секоја им чест. Македонија денес покажа карактер како треба да се игра домашен терен пред својата публика. Благодарност до публиката која дојде во огромен број. Јас мислам дека полека, но сигурно се враќа на нашите стадиони во Македонија. Кажав неколку прашања поврзани со други работи, дека се некои скептици што пишуваат по вестници, по телевизии, дека Македонија не се продава. Ова репрезентација е создавана многу години и некои играчи го дават секојаш максимум во ова репрезентација. Јас мислам дека не треба така да се пишува дека Македонија ќе прави некој шем или некои резултати во ова репрезентација. Добивме некои критики ние играчите од господин Панчев, кој ќе го нагласам. Не треба така да се понаша према нас репрезентативците. Тоа ми е порака од сите репрезентативци, од сите играчи, јас како капитен да го изнесам. Дека кога сме постигнале гол против Андора, сме се радувале како да сме освоиле Лига првака. Тоа мислам не треба на еден таков играч, на таква легенда да не повредува нас играчите и еве ова победа мислам покажавме, можеме. И последните неколку изјави негови по хрватските вестници кои кажа дека на овој терен никого не можеме да добиеме од Дора, денес како покажаме тоа и на дечките јас сум благодарен што дадовме максимум да му кажат дека можеме да го направиме тоа и го направиме денес на теренот со помош од нашата публика. Играме за Македонија, за државата и тоа го направиме. Да, урнекот е единствено тој. Одговорност, безкомпромисност, однос кон играта и обврските, желбата и жарот за победа со кој се излегува на терен, но во континуитет. Јавноста, фудбалската публика и медиумите ќе мора да го препознаат тоа и да го поддржат. Како и сега, како и пред 10 години по 3-2 над Република Ирска и во поново време по Саутемптон и по Манчестер. В среда на гости против Израел ги затвораме овие квалификации, втор пат поред на петата позиција во групата.